Сите граѓани кои практично ги дадоа своите податоци, име, презиме, адреса и подпис, ќе се јават како поднесители на иницијативата. Тоа се отприлика 7000 граѓани во моментов, со тоа што ние поминуваме низ оние кои се приклучија, низ податоците кои ги оставија, да видиме негде да не има некои формулари со пропусти, и во случај негде да има пропусти, а се јавуваат такви. Луѓе оставаат, например, приклучување кон иницијативата без да остават информација за градот во кој живеат, па тоа не може да се смета за целосен поднесок, да кажам. Така што сигурно ќе биде малку помал бројот на подносители од оваа цифра од 7000, меѓутоа, тоа зборува за бројот на граѓани кои се приклучија кон иницијативата. Веќе неколку пати се протестираше против овие измени во законот за хонорари. Се направија и измени на тие измени, да. Но сепак незадоволството се уште трае. Па нормално дека трае. Бројката од 7000 граѓани кои се приклучија на оваа иницијатива, патем тие точно знаеа на што ние се повикуваме, што спориме со овие закони. Немавме агресивна кампања како што други субјекти прават, а сепак голема бројка ни се приклучи. Така што тоа зборува за големото незадоволство кај граѓаните. И Ајде и многу други невладини организации, еснавски здруженија завршија голема работа со тоа што ги информираа во долг период, повеќе од 9 месеци, ги информираа граѓаните за тоа кои се проблематичните точки во овие закони, и разбирливо е дека револтот трае затоа што и самите здруженија се константни во напорите да се спротистават на ваквите лоши законски решенија. Од една страна, од надлежните институции се уште нема одговор како ќе се регулираат проблемите настанати со измените на законот. Од друга страна, имаме информации дека граѓани превземат акти на граѓанска непослушност и решаваат да не ги пријавуваат своите хонорари кај надлежните институции. Јас мислам дека е разбирлив тој револт, особено за оние граѓани кои демонстрираат помалку страф од други. И едното и другото е разбирливо и оправдано. Така што видовме и неколку организации, синдикати повикаа на граѓанска непослушност, така што едноставно граѓаните, дури разбирам да се покажува таква граѓанска непослушност, затоа што едноставно револтот е многу голем, кога од граѓанинот се бара да плаќа придонеси, а за возврат да не добива ништо. Тоа е еден од формите кои што им стојат на располагање на граѓаните после толков долг процес на протести, на испраќање писма до институции, на барање мислењата на здруженијата и на други професионални организации да биде слушнато, така што уште иницијативата останува и оваа граѓанска непослушност на која што повикуваат организациите. Иницијативата ќе биде поднесена во петок. Се собираме во 12 часот при Министерството за финансии, како една од институциите која се јави како поднесител на предлог законите уште минатата година, па и во неколку други наврати, нели сама кажа, беа менувани. Така што тоа е една од следните чекори, значи поднесувањето на иницијативата до Уставниот суд. Дали имате информации што им се случува на граѓаните, со какви проблеми се соочуваат во ова меѓувреме? Па она што го слушнавме главно преку медиумите, Ајде конкретно беше фокусирана на иницијативата и се бавевме со таа проблематика и со собирање поддршка од граѓаните, односно да биде иницијативата достапна на граѓаните. А она што пратиме од тоа што го работат другите здруженија, можеме да видиме дека здравственото осигурување представува најголем проблем. Најголем затоа што едноставно тука имаме и отворен одговор од Фондот за здравствено осигурување дека ако вашиот договор веќе му истеколо важењето, а отпосле сте го добиле хонорарот, тогаш ретроактивно не можете да го остварите правото на здравствено осигурување. Меѓутоа, тоа што немаме поконкретни информации од Фондот за пензиско осигурување, не значи дека тамо нема проблеми. Значи тоа е нешто за што може допрва да се очекува да излезе на површина.